Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија, добар ден, јас сум Славица Арсова со вас во следниот еден час на оваа фреквенција на Радио Слободна Македонија. Пети ден од изборната кампања за предвремените парламентарни избори кои треба да се одржат на 11 декември. Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ќе одржи митинзи во Валандово и во Гевгелија. Предизборниот карван на СДСМ и коалицијата за живот во Македонија денеска ќе ги посети Виница и Кочани. Првите 5 дена од официјалната предизборна кампања ги одбележаа темите околу можната федерализација, воведување двојазичност, уставни измени за кои во неколку наврати говореше лидерот на СДСМ Зоран Заев. Последниот негов јавен настап на оваа тема пред албанската диаспора во Берн во Швајцарија предизвика бурни реакции во домашната јавност. Од ВМРО ДПМН обвинија дека гласот за СДСМ е глас за поделба на државата и побараа доверба со 63 пратеници за да ја сочуваат унитарноста. Ова ќе биде наша тема во Пулт. Денеска ќе разговарам со Бошко Станковски, магистар по меѓународни односи на Кембридж, со теза која се однесува на меѓународно правните аспекти на независноста на Косово, кој во моментов работи и на својот докторат на Кембридж на една општа тема процес на отцепување и креирање на нови држави. Станковски минатата година вршил и истражувања во рамки на Харвард во делот на преговорите за отцепување, а бил и консултант во однос на правниот статус на етничкото грузиско население кое живее на територијата на Абхазија, човек кој што има навистина што да каже на овие актуелни теми кои што станаа тема и во Република Македонија. Ве поканувам да станете на брановите на Радио Слободна Македонија, почнуваме веднаш по музичкиот вовед. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија. Велам добри дојде за Бошко Станковски. Добри дојде во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Дадов еден куз вовед за вашата биографија, вашето претходно искуство на навистина престижни универзитети во светот, како што се Кембридж и Харвард, сте работеле на интересни прашања, отцепување, креирање на нови држави. Има ли некаква формула, некаков патерн по кој се одвиваат нештата пред да дојде до отцепување на територии во мултиетнички средини, како што беше случајот со Србија и со Косово, и една генерална слика за овој процес на отцепување, одвојување на држави и територии? Процесот на креирање на нови држави е исклучително сложен процес. И тука се кршат многу копја. Генерално во меѓународното право секогаш е проблем да се одреди каде завршува правото, каде почнува политиката. На многу места тие се испреплетени, меѓутоа никаде како во случајот кога е процесот на креирање на нови држави. Така што тој е исклучително контроверзен. Процесот на отцепување и креирање на нови држави е исклучително контроверзна тема. И генерално сега, вака, ако зборуваме во некој историски аспект, се дели на два периода. Тоа е периодот на деколонизација, кој што од било кој правен или морален аспект не е контроверзен, бидејќи имаме поранешни колонијални доминиони кои имаат право на самоопределување, една империјална сила под чија контрола се ставени и понатаму тие го користат нивното право на самоопределување и формираат независни држави со право понатаму да пристапат во да се интегрираат како дел од постојна, да се отцепат како самостојна држава, да направат федерација и слично. Тој дел како таков не е контроверзен. Контроверзниот дел е по 90-тите или така нареченото постколонијално отцепување, каде доаѓа до судир на две права, доаѓаме до право на самоопределување, кое што се судира со правото на територијален интегритет на државата. И тука се кршат копјата. Тука е тој дел каде што веќе имаме контроверзни случаи. Таков беше Југославија? Таков случај, прв случај на постколонијално отцепување е случајот на Југославија, бидејќи процесот на осамостојувањето на републиките од поранешна Југославија дојде во период кога центарот, во тој случај Белград, под водство на председателот Милошевиќ, се спротивставуваше на
процесот на осамостојување. Тогаш меѓународната заедница зазема став дека поранешна Југославија е во процес на распаѓање, на дезинтеграција и дека републиките понатаму го користат нивното право на самоопределување и прогласуваат независност во тие граници. Сега, еден понатаму, друг случај дојде со Косово, кое што како такво нема статус на република во рамките на Србија, туку на автономна покрајна, меѓутоа де факто функционирало како република. Значи, во сите надлежности, освен формално, функционирало како република и Косово добива независност во еден процес, значи косовската независност која што се гледа како случај кој е sui generis. Случај кој што е единствен, бидејќи тука доаѓа до, ако имаме неколку теории за процесот на самостојување, Косово е таква уникатна комбинација на околности, на случаеви, кои што и за земјите кои што го признаваат е еден уникатен процес, кој што и самиот Марти Ахтисари во моментот кога ја поднесе предлогот за Косово до Советот за безбедност, кажа дека тоа е случај кој што не повлекува преседан по други земји, бидејќи е, како што кажав, уникатен сплет на околности. Тоа е вака сега без да навлегувам во по-конкретни во случување или да разглабам теории. Тоа е вака најсумирано кажано. Во пракса државите настануваат најчесто со дезинтегрирање на постоечки држави, или тоа е она што во литературата се нарекува процес на повнатрешнување, domestication, domesticalization на процесот на сецесија. Значи, државата доаѓа до една состојба каде што се формираат територијални ентитети, се вметнува клаузула за сецесија понатаму и доаѓа до отцепување со дозвола на државата мајка. Тоа има случај, да кажеме, во последниот случај во Судан. Имаше мировен договор, кој што се донесе, со кој двете страни треба да исполнат определени услови, меѓутоа Судан се согласи на клаузула во договорот кој што предвидува дека по определен временски период, исполнување на определени услови, може да има референдум и дека ќе ги признае резултатите од тој референдум. Меѓутоа, тука зборуваме за држави многу специфични, бидејќи тука Судан или процесот на Етиопија, Еритреја, тоа се две поранешни колонии кои што биле поранешно колонијално администрирани, па по одредени причини се формирани во една земја, понатаму имало исклучително крвав конфликт со посредство на меѓународна заедница, се формирале веќе тампон зони помеѓу нив и тоа е за да се избегне таа контроверза, доаѓа до тој процес, како што кажав, на повнатрешнување. Се вметнува таква клаузула и доаѓа до градуелно, чекор по чекор, на одвојување на овие два ентитети еден од друг. Случаи такви има повеќе и меѓутоа постојат сепаратистички тенденции и во Европа. Сите сме повеќето се информирани за Каталонија во Шпанија, дел од замрзнатите конфликти кои што постојат низ Европа, Транснистрија во Молдавија и слично, кои што веќе има еден дел на замрзнати конфликти, меѓутоа и во држави членки на Европска унија, каде што има определени сепаратистички тенденции на одредени региони, дефинирани ентитети кои што својата иднина ја гледаат поинакво од државата, од центарот од државата мајка. Меѓутоа, тоа е веќе прашање на друга дебата дали меѓународното право го дозволува тоа. Одговорот е не.
бидејќи меѓународното право не дозволува генерално, нели, не гледа благонаклонето. Процесот не е завршен, меѓутоа, нели, не се гледа освен во строго дефинирани случаи под строго дефинирани постапки. Станковски, темата отцепување, можна федерализација, кантонизација, воведување на двојазичност во Република Македонија стана тема во ова предизборие. Вие сте веќе одреден период во Македонија, не е во Лондон, претпоставувам дека ги следите настаните во земјава. Лидерот на СДСМ во неколку наврати, последно во своето обраќање пред албанската диаспора во Швајцарија, говори за надминување на Охридскиот рамковен договор и за воведување на двојазичност на целата територија на државата, говорејќи дека во 21 век не ни се потребни рамки и дека треба да ги надминеме за да живееме во еден граѓански концепт каде што етничката припадност, претпоставувам дека се мисли на тоа, нема да има значење. Како ги коментирате вие овие изјави на лидерот на СДСМ и колку овие се реални закани или реални предвидувања за она што ќе се случува во Македонија? Па, вака скратено, мислам дека е исклучително опасно и неодговорно да се отвараат вакви чувствителни прашања во период на изборите и истите да се прават да бидат тема на изборни калкулации и манипулации. Значи, ова се пресериозни работи за ние преку ноќ сега да ги ставиме на маса и да кажеме добро, сега ќе ја редефинираме државата, бидејќи, нели, ќе имаме определена замисла. Граѓанскиот концепт сам по себе не е спорен, тоа никој не го негира. Меѓутоа, одењето вон Охридскиот рамковен договор, сушност, значи одење и вон Уставот, бидејќи Охридскиот рамковен договор е имплементиран во Уставот на Република Македонија, е исклучително опасно. Значи, ние треба да имаме предвид дека Уставот е сменет како последица на рамковниот договор, кој што е мировен договор. Значи, ние имавме конфликт, имаше жртви на двете страни, и тоа е еден компромис кој што е донесен, со кој што можеби ниедна од двете страни не била целосно задоволна, и меѓутоа со кој што ние се научивме да живееме. И тој рамковен договор е исклучително комплексен, значи предвидуваше промена на устав, предвидува еден исклучително долг процес на имплементација. Значи, серија закони се донесени, со години се имплементира, да не кажам и деценија, со кој што е имплементиран рамковниот договор и тука се направени многу компромиси. И сега, не е тоа мени во ресторан каде што вие ќе си изберете она што ми се допаѓа, а она што не ми се допаѓа. Значи, тоа зборуваме за комплексен договор гарантиран од страна на меѓународната заедница. Тоа е како домино, ако повлечете едно, нели, може се да се сруши. И не е тоа тема која што ние сега ќе ја отвориме и ќе кажеме преку ноќ, нели, ние рамковниот договор е тесен, тоа е рамка, ќе одиме вон тоа и посебно, нели, со изјави дека сега и уставот ќе се менува, без да се каже конкретно, нели, кој е тој дел што, нели, е спорен, како ќе го менуваме, зошто ќе го менуваме, на кој начин, кои ќе бидат последиците од тоа. Значи, нагласувам уште еднаш, не е тоа предмет, не може да се стави во изборен контекст и да биде предмет на изборни манипулации и да се отвори, нели, на некаков собир со помала или поголема доза на формалност. Ќе одиме едно по едно околу овие прашања. Прво ме интересира околу рамковниот договор. Постои една дилема која што се отвори во македонската јавност. Дали Охридскиот рамковен договор веќе предвидува двојазичност на целата територија на Република Македонија? Или би било тоа што го најавува Заев, а сега по него и Демократската унија за интеграција, би бил еден нов чекор, односно би било веќе надминување на рамката на Охридскиот рамковен договор? Јас мислам дека Охридскиот договор, а со тоа зборуваме за уставниот амандман,
не предвидува двојазичност на целата територија на Република Македонија. И тоа е многу, мислам, секој кој што го прочитал амандманот е многу јасно. Меѓутоа, нели, не ми верувајте мене, не му верувајте на било кој теоретичар кој што тоа ќе ви каже, ќе ви го каже. Рамковниот договор е дел од, во теоријата се нарекуваат интернационализирани меѓународни договори. Значи, постојат, нели, домашни договори, а постојат меѓународни, или интернационални. Меѓутоа, ова е специфичен или хибриден договор, бидејќи имаме подписници се лидерите на политичките партии плюс председателот на државата, значи домашни страни, меѓутоа со меѓународни посредници. Ваквите договори, во случај ако има дилема, се толкуваат согласно волјата која што страните ја имале во моментот кога тој конкретно член се договарал. Значи, не зборуваме ние за договор кој што се донел пред 100 години, па немаме записи од тој период, па не знам, подписниците се починати. Зборуваме за период кој што, нели, ние се сеќаваме, повеќето од нас се сеќаваат, кога се водеа воени действија и кога се договараш, барем моето истражување колку што оди, член по член, нели? Клаузула по клаузула, прашање по прашање се затвараат. И тогаш, нели, прашајте ги учесниците, им кажете, добро, вие кога преговаравте, дали вашата изворна волја беше, нели, со овој нели, предвидено со ваквиот, нели, член, кој што понатаму влезе како амандман на Уставот, да предвидите двојазичност на целата територија. Значи, тоа е едноставно. Нема тука сите, нели, вакво толкување или онакво толкување. Се смета волјата во моментот кога таа клаузула е заклучена. Веројатно сега ако излезете, нели, прошетате по Скопје, ќе најдете некои од учесниците кои што биле вклучени во тој период, може да ги прашате. Функционира ли денес као Охридскиот рамковен договор, бидејќи велите изјавите со кои што се бара менување или надминување на дел од него може целосно да го срушат. Дали представува Охридскиот рамковен договор сепак еден позитивен пример за надминување на конфликтот во Република Македонија, во начинот на кој што до денеска функционира? И дали е ова вистинско време ние да велиме треба да го срушиме, да одиме надвор од него, да бараме нови уставни измени, да бараме посилна децентрализација, бидејќи програмата на СДСМ во одредени делови кои што се однесуваат на полицијата, армијата, образованието, културата, предвидуваат поголема децентрализација, односно бегање од етноцентричноста, бегање од влијанието на централната власт врз локалната кога станува збор за некои од овие прашања. Дали сето ова кое што го слушаме во изминатиот период и кое што стана на главна реторика на лидерот на СДСМ во неговите настапи на медиуми кои што се главно албански или во средини каде што имаме албанска диаспора или митинзи во такви етнички средини, всушност представува некаква најава за нова поделба, нова децентрализација и можна федерализација на државата, или е сето ова само некој неоправдан страв кај јавноста, или како што вели Заев, сето ова е во главите на ВМРО ДПМН? Нели, тука има неколку прашања, ќе се обидам на секое да одговорам. Значи вака, ние ако го менуваме, не зборуваме тука само за промена на рамковниот договор, зборуваме и за промена на уставот на државата. Рамковниот договор е имплементиран во уставните амандмани. И сега, значи, кога го зборуваме уставот, рамковниот договор, има тука со ваквите изјави подкопуваме две темелни, да кажеме, начела кои што се предвидени со договорот и понатаму кои што уставот ги имплементира, тоа е мултикултурноста на државата и унитарниот карактер. Значи, Македонија е една од ретките земји во светот кои што ја промовира таа политика на мултикултурализам на уставно ниво. И
тоа е богатството кое што треба да се задржи. Бидејќи ако ние ја гурнеме државата, кон ваквите изјави водат кон двонационалност во државата и во тој случај ќе дојде неминовно до поларизирање на двете најголеми заедници. Меѓутоа и што е со другите етнички заедници? И јас веројатно не би бил изненаден доколку дојде и тие веќе почнат да се бунат, бидејќи доколку сте вие ако ваквите изјави, ваквите тенденции се имплементираат, така ќе кажам која е опасноста, помалите етнички заедници веројатно останува или единствениот избор им е да се интегрираат во некој од доминантните две заедници во државата. И со тоа мултикултурниот карактер на државата ќе почне да се губи. Зошто е тоа? Затоа што кај нашиот уставот, законските решенија, значи она што рамковниот договор го предвидел и понатаму е предвидено во устав, во законите на државата, прават еден многу фин баланс помеѓу две тенденции. Значи, првиот баланс е помеѓу тој територијален и персонален принцип кој што постои во државата. Значи, Уставот и рамковниот договор предвидува изречито споменува дека нема територијално решение за етничките прашања. Нели? Прави меѓутоа има определена децентрализација која што е воведена и определени персонални права поврзани со заштита на јазичните и културните особености на припадниците на заедниците. И другиот баланс кој што го прави е баланс помеѓу тој интегрирачки и консоцијален модел. Сега тоа се зборуваме за многу комплексни концепти и за многу еден воспоставен, фино по мене, воспоставен баланс, кој што доколку едниот модел отиде на една страна, веќе се целиот концепт е веќе на стаклени нозе. И проблемот со барем од овие изјавите, изјавата конкретно која што е дадена за менување на дека рамковниот договор е тесен, па ќе се оди вон него. Па понатаму зборуваме за промена на за формирање на региони и слично. Тоа е веќе нарушување на тој баланс, бидејќи ако дојдете до формирање на тој баланс се наруши, веќе зборуваме за комплетно нарушување на целиот поредок. Добро, можно ли е да дојде во еден ваков процес за каков што говориме, можно ли е да дојде до одреден вид на федерализација на државата, како што постојат стравувања во изминатиот период, откако овие јавни изјави на СДСМ стана актуелни? Да, апсолутно. И видете ги изјавите кои што се од СДСМ и од определени политички субјекти, кои што веќе отворено повикуваат на ревизија на рамковниот договор, на федерализација и слично. Бидејќи, меѓутоа и конкретно, изјавата за која зборувате. Зошто? Затоа што ние треба, често се, имаше некоја изјава, меѓутоа ние не зборуваме за федерација, никаде не се спомена, ќе остане унитарниот карактер. Она што треба да го имаме во предвид, дека постои нешто што се нарекува и нетериторијална федерација. Значи, федерација само по себе, федерациите може да бидат територијални и нетериторијални. Може примери што тоа точно значи територијална и нетериторијална федерација? Територијална федерација е во случај каде што имате територијални единки, кои што ја градат федералната држава. Такви примери има многу, да кажеме САД, Германија. Имате сојузни држави кои што ја градат, ја градат федерацијата. Меѓутоа постои нешто што се нарекува нетериторијална федерација. Тоа е каде што веќе вие имате два или повеќе конститутивни елементи
кои што ја градат државата. И меѓутоа, тоа се значи ваквите решенија се применуваат во случаи каде што имате заедници кои што не се хомогено населени на определена територија. Значи, вие имате заедници, малцинства, заедници, кои што се распрскани на целата територија на државата, тогаш им се дава високи јазични права, проследено со голема доза на културна автономија и генерално нели да ги решаваат сами своите прашања. И сега, ако некој каже, добро, нели сега ние одиме ова решение подобро, во Македонија ние имаме сосема, значи такво решение. Ваквите изјави водат кон нетериторијална федерација, која, значи да нагласувам, со текот на време ќе сигурно со однос на контекстот, нели, во Македонија ќе се трансформира во територијална. Значи ние веќе доаѓаме на еден лизгав пат. Значи почнува и се лизгаме кон нетериторијална, понатаму територијална федерација, понатаму нов конфликт или одвојување, нели, зборуваме за сецесија која што може да не биде мирна. Зошто го велам тоа? Што би значило тоа? Кои се добра? Затоа што, како што кажав, ако зборуваме за вакви решенија, зборуваме за случаи каде што се распрскани, нели, заедниците и за многу мали единици на локална самоуправа. Во Македонија ние копијата се кршеа, сигурно слушателите се сеќаваат за законот за територијалната организација. И сега ние веќе доколку одиме со ваквите општини кои што се зголемени, значи со територијално, со зголемени надлежности, а веќе зборуваме за формирање на региони, нели? И тоа стои во изјавата на господинот Заев, нели, дека треба да се зајакнат регионите во државата. И тоа се говори од Швајцарија. Нели? Тоа се два елементи кои се неспојливи. И сега тој така наречен нетериторијален модел, вие му ставате паралелно во него и територијални елементи, значи ги спојувате работите кои што теоретски, концептуално се неспојливи. И да одиме со општини, големи општини со зајакнати надлежности, кои што понатаму вие веќе зборувате за региони, нели, за регионализација. И доаѓаме веќе до проблемот каде што она што го велам, дека да не збориме за концепт за контекстот историски регионален во државата, каде што со тек ќе се формираат реално два региона во државата, паралелно зајакнато не само со оваа децентрализација, туку со можности на вето. Понатаму, нели, може да дојде до барања за дводомно собрание, веќе зборуваме за некакви консензуални именување и избори на највисоките органи на државата. И ние да дојдеме во ситуација да двете заедници меѓусебно се формираат два региона, кои што не мора ни формално да, значи не мора да бидат ние да ги исцртани границите, не мора ние да ги наречеме федерации, значи тоа ќе биде де факто федерација, ќе се формираат два региони, државата ќе се блокира, ќе почнеме да дојдеме до нели дводомно собрание, паралелно подпредседатели и слично, еден паралелизам на институции кои што со меѓусебно вето едни со други ќе се блокираат постојано и да се дојде до ситуација кога прашањето на исцртување на границите ќе биде само техничка операција и со тоа, значи, ќе дојдеме до ситуација да кажеме па добро, еве сега ако не да се поделиме бидејќи ова не функционира. Тоа е проблемот и проблемот, како што кажав, ќе се комплетно наруши мултиетничкиот карактер на државата и Македонија, а со тоа и регионот, бидејќи знаеме како Македонија е стратешки позиционирана, може да дојде во нова форма на нова фаза на дестабилизација. Значи, затоа кажав,
ова се премногу сериозни работи и ова не е нешто што може еден човек и преку ноќ да даде предлог за редефинирање. На крајот на криштата, што исто доаѓа како резултат? Нели, тоа беше вториот дел од прашањето. Доаѓа до голема, значи, поларизација на двете етнички групи. Не предизвикувате смирување, сплотување, туку правите раскол, потикнувате, нели, страв и несигурност и состојба каде што, нели, едниот национализам раѓа друг и така паралелно со, нели, во круг, без да се наметнат теми кои што се реално значајни за граѓаните, туку постојано играње на таа етничка карта. Тоа е генерално опасноста со која ние се соочуваме. Значи, да имаме предвид дека рамковниот договор и она што после измените на уставот, донесувањето на законите, се еден голем компромис кој што го веројатно, значи и кај албанците и кај македонците имало незадоволни, некои кои што сакале да дадат помалку, очекувале повеќе и слично. Меѓутоа, тоа е компромис со кој ние се научивме да живееме. И тоа е, како што кажав, еден цел сплет на закони. И сега, ако тоа го доведете во прашање, паралелно, значи ние сега не зборуваме персонална, тоа е така, нели, они се нарекува персонални права. Мислам, мене ми е сите можни аргументи кои што може да бидат кажани, ми се познати. Меѓутоа, мислам дека генерално имам и доволно искуство. Истражувањето од она истражување кое што ги имам направено е како тоа во пракса оди. Во ред, нели, ако зборуваме за персонални права, меѓутоа, добро, кој е, нели, територијалната поделба, како тоа ќе се двои. А сега веќе зборуваме да ги зајакнеме регионите паралелно, нели, целиот овој концепт. Тоа е, како што кажав, значи, комплетно мешање на тези и нарушување на еден компромис кој што, нели, ние беше, можеби, нели, и му требаше време да се имплементира, имало незадоволни, меѓутоа сега е дел од нашиот, нели, правен поредок и со кој се научивме да живееме. Сето ова личи на почеток на еден нов експеримент, така барем се коментира во дел од јавноста. Гледаме дека изјавите на Заев веќе вродија со плод и во реториката на партиите од албанскиот блок, па веќе и Демократската унија за интеграција вели секој кој што не знае албански треба да го научи, одирајќи на двојазичноста која ќе бараат и тие како и СДСМ да се воведе на целата територија на државата. Може ли ова целосно да ја наруши и постизборната клима во Македонија, односно да го отежне преговарањето помеѓу партиите, имајќи предвид дека ВМРО ДПМН е во предизборието вели 63 пратеници за да ја зачуваме унитарноста на државата и да не дозволиме федерализација, кантонизација по примерот на Швајцарија и воведување на двојазичност на целата територија. Па да, апсолутно, затоа што веќе кога се вакви, нели, прашања на маса во, нели, состојба на избори, реално би требало да зборуваме за, нели, прашања кои што се однесуваат на, нели, некакви автопати вработувања, програми, прашања кои што ги поврзани со животот на граѓаните, нели, ние ставаме суштински теми. И тоа сега, нели, нема табу тема. Било која, ниедна тема не е табу тема, меѓутоа не е тоа што се отвара во ваков период. Значи, зборуваме, имавме политичка криза, невидена поларизација во општеството и сега ви ова го ставате преку ноќ, без да се размисли, без да се каже, нели, кој е концептот, што е тоа што, нели, каде е нееднаквоста, што е тоа што ни чини, како тоа ќе се направи, не со флоскули, ќе воведеме еднакво, сите граѓани ќе се чувствуваат еднакви. Како ќе биде, по кој, значи се менува уставот или не се менува уставот?
проблем е рамковниот договор. Контрадикторни изјави во Тоа зборувам. 2-3 дена се менуваат изјавите, ќе се менува уставот, Да. уставот не се менува. Се менува или не се менува? Рамковниот договор е тесен или не е тесен? Или добро е да се живее во рамка или не е добро да се живее во рамка, како беше? И сега, тука е проблемот. И тоа, ваквите изјави, бидејќи изгледа дека во секоја, зависно од слушателите, лидерот на опозицијата дава различна изјава, веројатно предпоставувајќи дека нема другите да го разберат, па сега кај едните, нели ќе им кажеме на сите она што сакаат да го слушнат. Веројатно не бивајќи свесен колку тоа каква поларизација прави, каков раздор прави. Бидејќи нели сите тие прашања се отворени, сега веќе имаме радикални елементи. И понатаму се прави огромен еден хаос, и во тој хаос сигурно ќе биде тешко да се ќе биде проблемот после со постизборната коалиција, бидејќи нели многу прашања се ветени. Од друга страна, нели доколку кога ќе дојде до пригање на постизборната влада, секогаш ќе биде тоа, добро, сега Заев ветил ова, нели, што вие ќе дадете, што другата страна ќе даде, нели, и се дојдеме до ситуација на да ние да се надаваме, да лицитираме за прашања, се извинувам, кои што имаат далекосежни последици. Тоа е. Уште едно прашање ќе ви поставам. Имав можност да разговарам со поранишниот пратеник во Советот на Европа Андреас Грос, кој вели уставот на Швајцарија може да биде добра инспирација за уставните измени кои итно треба да се направат во Македонија. Го познавате, предпоставувам, уставот на Швајцарија и системот на функционирање врз основа на кантони. Може ли тоа да биде една од опасностите кои што и се закануваат во Македонија? Да, јас го познавам системот во Швајцарија, меѓутоа исто така го познавам системот и во Босна. Нели? И како тоа таму функционира. Она што треба да имаме на ум е дека значи ние имаме, треба да било кога се прават некакви решенија, значи теоријата мора да се знае, правото мора да се знае. Меѓутоа решенијата се специфични. Не може ние да земеме и да кажеме добро, ќе земеме швајцарскиот модел и ќе го ставиме овдека. Што зборуваме за поинаков регионален, историски контекст. И не може тоа да биде присликано. Нели? Јас ја слушав и изјавата на амбасадорот Грос. Тој, мислам дека не е информиран за некои работи кои што се случуваат во Македонија. Дури направи еден сериозен гаф, кога во ведниот дел кажа, зборувајќи како швајцарците биле добре дојдени во Македонија, кажа во албанскиот дел на Македонија. Нели? Не постои албански дел на Македонија, како што не постои ни македонски дел на Македонија или српски или турски, нели една е државата и е подеднаква за сите. Така што нема решенија, ни едно решение ако се ископира од еден во друг систем не функционира. Значи, вие може да имате елементи кои што ќе кажете ова е интересно. Значи, ова може да го ставиме. Швајцарија е поинаква приказна и тука зборуваме за конфедеративни веќе елементи и која што во нашиот контекст овдека, балкански, ќе поттикне поделби, ќе поттикне радикализам, нели? И ќе представува таквото решение вметнување на темпирана бомба во системот, кое што ќе продуцира нестабилност. Бидејќи да имаме на ум дека кога се носени уставните измени, рамковниот договор, понатаму уставните измени,
целиот период на постконфликтна Македонија, од 2001 наваму, улогата на имаше огромно меѓународно посредство со цел да се стабилизира државата. Стабилноста на Македонија не е само прашање наше внатрешно, тоа има пошироки реперкусии по регионот. Така што и на меѓународната заедница е во интерес овдека да има држава која што е стабилна. И која што ќе може, значи нема да представува потенцијален извор за нови нестабилности. Ваквото неодговорно влегување во овие теми, без да ги размислиме последиците, ќе предизвика тоа. Значи да дојдеме до еден период каде што постојано ќе одиме низ тој пат и постојано ќе се генерираат тензии. Значи јас не велам дека сите прашања се затворени и ние не ги, нели тоа е тоа и не ги затвараме. Зборувам дека во Македонија се мешаат тези и се предлагаат решенија кои што ќе го загрозат мултиетничкиот и унитарниот карактер на државата. Значи имајте на ум што е со помалите исто така заедници во Македонија. Да. Господин Станковски, ми беше задоволство да разговараме денеска во Пулт. Се надевам дека ќе имаме повторно можност да разговараме со оглед на тоа што никако времето како брзо да ни помина. Ви благодарам многу за гостувањето во Пулт на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Почитувани слушатели, останете на оваа фреквенција, овде завршува политичкиот магазин Пулт во продолжение многу добра музика и добра програма. Јас сум Славе Царсова, уредник и водител на програмата во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Пријатно. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.